Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во новото издание на емисијата ТВ Ординација за денеска среда. Вечерва мој гостин е Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт. Блаже, добро вечер и добре дојде во емисијата. За прв пат си во нашата емисија, се надевам дека не и последе. Добро вечер и благодарам на поканата и се надевам дека ќе се гледаме и почесто. Така, со господинот Арсов вечерва зборуваме за респираторна физиотерапија. Блаже, јас сакам да прашам нешто. Како сега тоа дипломиран физиотерапевт да зборуваме за респираторна физиотерапија? Кога ќе спомнете нели физиотерапевт, првото нешто што им паѓа на ум на граѓаните е болки во кичма, болки во колената, болки во грбот. Масажи. Масажи. Но овде ќе зборуваме за сосема друго. За жал, тоа е перцепцијата на нашето општество за нашата професија, за нашиот или за мојот профил. Но ние како физиотерапевти всушност и како општо, како наука физиотерапија ги опслужуваме сите типови на пациенти. Така да нема ограничување, не сме ограничени само на мускулно-скелетните заболувања, туку ние можеме да работиме од урогинекологија до респираторна терапија. Што значи дека сите пациенти кои што имаат потреба од физиотерапија, ние имаме некаков тип на оружје, да кажам, со кој што би можеле да им помогнеме. Така да всушност и ова за тоа денеска го одбравме оваа тема нели респираторна физиотерапија, да представиме на овој регион всушност дека можеме и ние како терапевти и на овој тип на пациенти, зборам за пациенти кои што имаат белодробни заболувања, дека можеме да им најдеме некакво решение или предлог, да им помогнеме во третманот кој што го имаат. Така, респираторна физиотерапија, првото нешто што и самите го спомнавте, белодробните заболувања. Што всушност представува оваа терапија? Како изгледа оваа терапија? Респираторната терапија вклучува неколку сегменти во кои што може да се определат, да кажеме, во различни типови на заболувања или различни респираторни состојби, може дел од овие сегменти или да речеме техники да бидат применети. Најчесто респираторната терапија е составена со респираторни вежби, составена е со инхалаторна терапија без или со дополнителни фармаколошки, да речеме, решенија. Исто така се составена со перкусиона, вибротерапија и нормално со неинвазивна механичка вентилација или нешто кое што веќе во светот подолго време се користи од страна на респираторни физиотерапевти. Така да и ова веќе е достапно, да кажем, и во овој регион, до сега беше достапно само во Скопје и во нашата болница, дали? Во Жан Митрев клиника, сега веќе можете тоа истото и во Струмица да го имате. Сите овие сегменти или техники од респираторната физиотерапија се определуваат врз основа на самото заболување или моменталната состојба која што има тоа заболување. Доколку станува збор за пациент кој што има насобран белодробен секрет, се прави посторална дренажа како дел од ова што го спомнав како сегменти, кој што вклучува перкусиона терапија или народски познато тапкањето по грб во различни сегменти од белиот дроб за да се испразни определен сегмент од белите дробови каде што е засегнат, да кажеме, од респираторната инфекција. Така. Претпоставувам дека јас како лаик верувам дека и гледачите бидејќи за прв пат некако и се соочуваме со овој тип на терапија, работите, оној дел кој што го работите, терапевтскиот дел самостојно, но претпоставувам дека интернистите се тие кои што носат дијагнозата и одлучуваат кој пациент би можел да подлежи на ваков вид на терапија. Апсолутно, значи индикацијата за терапијата се носи соодветниот специјалист, да речеме, во оваа ситуација би били или тоа пулмолозите или интернистите или анестезиолозите, во зависност од тоа на кој оддел би работеле евентуално. Ако збориме од аспект на болничкиот пристап за применување на респираторна физиотерапија, најдобрата соработка имаме со анестезиолозите и интернистите, заради тоа што ние како респираторни физиотерапевти, јас 14 години се бавам со респираторна физиотерапија на оддел за интензивно лекување. Во последните 2 години на одделот за пациенти со COVID, значи на COVID одделот. Така да
Нашата соработка, нашата работа е всушност меѓутимски поврзана. Буквално со сите специјалисти, на кога збориме веќе да речеме за респираторната физиотерапија, најдобрата соработка е анестезиолози, пулмолог и физиотерапевти, значи со кои што имаме можност да правиме планови за рехабилитација. Така, токму така и се создава таа доверба која што граѓаните треба да ја стекнуваат секако кон белиот мантил. Верувам дека и вие во случајот не сте исклучени од таа позиција. Па да, ние, како што реков, ние сме веќе етаблирани, веќе 15 години, јас како респираторен физиотерапевт, нели во болницата во Жан Митрев клиника, а иначе ова терапија или респираторна физиотерапија, како што реков, сме единствените во Македонија и се спроведува скоро 25 години во нашата болница, така да сме етаблирани и признаени и почитувани. Така, според спецификација на пациентите, постои ли категорија на граѓани, пациенти, односно, кои што се исклучуваат на подлежење на било каква терапија, вклучувајќи радиотерапијата? Респираторна. Вака, значи респираторната физиотерапија, како што кажав, се применува при определени заболувања, од белодробни заболувања или нивни респираторни состојби. Точно дека кога има индикација, има и контраиндикации. Секој пат може да се најде начин, да кажеме, дел од пациентите, да кажеме, кога имаат хемодинамска нестабилност или, например, настаната е некоја си состојба која што во моментов изискува третман да спроведен од некој доктор, збориме специјалист, да речеме пулмолог или анестезиолог, тогаш нормално тоа си имаат некаков друг тек на лекување. Кога станува збор за состојба во која што ние како респираторни физиотерапевти имаме можност да делуваме, нормално во координација со тимот лекари кои што да речеме на одделот или во амбулантата, сето тоа се спроведува на поедноставен начин. Пациентот штом дошол до респираторна физиотерапија веќе добил препорака и има индикација за респираторна физиотерапија. Факт е дека не сите пациенти, нормално од респираторните заболувања, имаат корист од респираторната терапија. Значи, некои пациенти всушност им е контраиндицирана оваа терапија. Тоа е како и сите други, да речеме, терапии не се секаде применливи, да кажам. Така, последните 2 години светот живее, па и ние во Македонија живееме во пандемија. Последиците се такви какви што се и постојано зборуваме за последиците од COVID-19. Што е она кое што вам ви останува како плодна површина сега во моментов да работите со овие пациенти? Многу лоши спомени, морам да кажам, од во оваа пандемија додека живееме и додека функциониравме, да кажам, малку поинтензивно во одделот во ковид одделот. Но сепак се чувствувам малку поразлично, да кажам, од сите други, заради тоа што имам можност да се развивам во болница во која што има технички услови, во кој што всушност, како што кажав пред малку, ова го работам веќе 15 години и во третманот на ковид пациентите, ако може да кажам, ние всушност бевме меѓу првите борбени редови, заедно со нормално со другиот персонал, медицинските сестри, анестезиолозите и така натаму. Пациентите кои што проминаа ковид имаат развиено пост-ковид синдром и кои што, нажалост, тој синдром останува малку подолг временски период. Не е нешто кој што проаѓа во првите 15 дена или месец дена, да има и такви случаи, но најчесто поголемиот дел од пациентите со кои што контактираме имаат тегоби од различен карактер, не се само респираторни, кои што траат и по 6 месеци и по година дена. Најчесто е оној тип на што го спомнуваат како симптом дека имаат замор, кој што при секоја физичка активност, па дури најмалата прикачување на скали чувствуваат замор. Така да во овој период во Македонија, она што го спомнав и пред неколку, може и пред една година на друга телевизија, ние ќе се соочиме со проблем со болници кои што ќе третираат пост-ковид. Заради тоа што бројот на пациенти веќе сите знаеме колку е, кои што го прележале ковидот, голем дел се лекувале во болница, биле хоспитализирани, голем дел не, но симптомите и кај едната и кај другата група ќе бидат продолжителни со години, да кажам, можеби. Сигурно една година. Значи, препорачувам пациентите да контактираат со своите доктори, а докторите да бидат свесни за можностите на физиотерапевтите, заради тоа што не постои рехабилитација без физиотерапија, да биде најасно. Тоа се два поврзани сегменти и нема потреба да се губи времето. Да, можеби некои симптоми, можеби некоја состојба ќе помине со текот на времето,
нели? Но тоа може да бидат и некој подолго време, може година, две. Зошто нешто што можеме да го ускратиме, да го направиме работоспособен пациентот колку што е можно побрзо и да го вратиме на негова работна позиција, да не му го удоволиме тоа. Значи, постои такво нешто, мислам, ние сме спремни за пост-ковид рехабилитација, така затоа всушност ја одбравме оваа како и тема за да знаат. Најчесто пациентите со пост-ковид синдроми кои што имаат респираторни, да кажам, тегоби, најчесто доаѓаат до интермитентен ЦИПАП терапија, интермитентна ЦИПАП терапија или тоа е неинвазивна механичка вентилација со поставена маска на лице со која што се инсуфлира дополнително притисок преку машината за дишење, значи зборам неинвазивна е, не е опасно и покрај тоа што збориме за машина за дишење, пациентот е буден, свесен и како таков ни е потребен за да може да соработува во целиот тој процес. Тоа се еден вид респираторни вежби кои што се одвиваат под притисок на уредот, во кои што се отвараат белите дробови, се под самиот тој притисок и се задржува белодробното ткиво, белодробните патишта подолго време отворени, за да може да се евакуира евентуално заостанат белодробен секрет после самиот третман и нормално да се одлепат, да бидат сите дишни патишта достапни за нов кислород. Така, освен машините, претпоставувам дека имате и други начини, методи на лекување. Како цел процес еве да го објасниме, да бидеме малку по-сликовити, да кажеме, пациенти кои што имаат некаква респираторна тегоба, да кажеме имаат развиена белодробна бронхопневмонија. Тоа значи дека пациентите тоа е респираторна инфекција, се создава еден белодробен секрет внатре во белите дробови кој што всушност го ограничува дишењето, значи има една обструкција на дишните патишта, да кажеме. Тој белодробен секрет треба да излезе од белите дробови и постои механички начин како тоа да го постигнеме. Тоа е со помош на овие респираторни, да речеме, техники кои што ги кажав претходно, значи може да се постават инхалатори, инхалација, да пример некој си, не знам, од 8 до 10 на минути, дали ќе бидат со некоја си фармаколошко решение или не, во зависност од индикацијата од докторот кој што ја предвидел терапијата. Во тој момент може додека се спроведува инхалацијата, може да се спроведат вибротерапија или перкусиона терапија, значи да може да се испровоцира дополнително белодробниот секрет кој што е во дишните патишта, да се доведе до горните дишни патишта и со форсирана експекторација да му помогнеме на пациентот да ги ослободи сопствените дишни патишта буквално и да го исфали секретот. Со тоа што после ова нормално можеме да спроведуваме, да кажеме, ова ЦИПАП терапија. СИПАП би било, значи Continuous Positive Air Pressure би било, или неинвазивна механичка вентилација во СИПАП мод за дишење, со кој што всушност, како што кажав, се инсуфлира позитивен притисок, ги држи дишните патишта отворени и што значи ја спречуваме следната, да кажем, состојба на создавање нов белодробен секрет. Тоа е еден контекст и всушност со целиот тој концепт го забрзуваме процесот на лекување, еве да кажеме кај бронхопневмонија. Истото е и кај пациенти кои што имаат развиена ателектаза. Тоа е залепување на белите дробови. Дали тоа е постоперативно предизвикано од дали кардиохируршка, абдоминална операција, бидејќи знаеме кога имаме некаков рез, дали е тоа на градниот кош, дали тоа е на абдоминалната структура, на абдоминалната мускулатура, пациентите во еден момент се ограничуваат да земаат длабоко воздух, а со тоа всушност предизвикуваат штета на белодробното ткиво, со тоа што прават, да речеме, слепување на белите дробови. И самиот тој процес води кон намалена респираторна функција, намалена размена на гасови, на кислород и на јаглерод диоксид во белите дробови. Тоа можеме да го видиме после тоа со една ниска периферна сатурација, значи преку пулсоксиметрија. И сето ова се знаци кои што ги напоменав дека пациентот би требало да спроведе респираторна физиотерапија за да си го олесни дишењето и најчесто тоа се третмани, да кажеме, помеѓу 3, 5, 7 третмани најчесто. Во болнички услови тоа се прави по 2 до 3 пати во текот на денот за да се забрза процесот на рехабилитација и да се избегнат дополнителните инфекции. Додека во амбулантските услови тоа може да оди, да кажеме, секој ден преку по еден третман, отприлика 30 на минути трае третманот. Така, пред да започнеме емисијата, спомнавте нешто дека во болниците пациентите мора да бидат прво сместени во болницата, па да ја примат терапијата. Тоа се за пациенти кои што се дел од болницата, да кажам, кои што се примени, кои што, како што спомнав пред малце,
од било каков, да речеме, хируршки зафат, најчесто, нели, рековме за нарушена абдоминална мускулатура или градниот кош, тогаш кога се засегнати, да кажам, белите дробови, заради тоа што пациентите не прават комплетен инспириум, значи не земаат длабоко воздух, тогаш овие третмани се спроведуваат како болничка услуга, да кажеме, внатре во самиот во комплетниот третман за рехабилитација. Но доколку ова е нешто кое што е, да кажеме, пациентот го има стекнато, а не за жал не добил таков третман, да кажем, сега нашите пациенти во нашава болница, тоа го немаат како проблем, ние тоа го работиме во првите 24 часа после операција. Но доколку некаде на друго место ова услуга ние нема, да кажеме, пациентот е дома и отпуштен со развиена телектаза или развиена бронхопнеумонија, а бил на операција за некаква абдоминална операција, да кажеме, да може да се обратат кај нашите интернисти, да направат консултација, да видат дали се компатибилни за оваа терапија која што ние применуваме и да можеме да им помогнеме во амбулантски услови, заради тоа што може да дојдат, не мора да лежат во болница, буквално може да дојдат во саат време со комплетна респираторна физиотерапија, со совети како да функционираат во домашни услови. Секој пациент добива и од наша страна и помагало за респираторни вежби, потекнувачки спирометар, така да им даваме едни инструкции и ги следиме во тој период од 5 до 10 дена како функционираат и како напредуваат. Така, спомнавме пандемијата, па тука би сакала збор два да кажеме и за околу децата. Пандемијата не ги поштади, за жал, и за децата. Колку децата можат и се спремни да ја поднесат овој начин на терапија? Иако е бенефит секако. Педиатриската респираторна физиотерапија е малку поразлична, заради сепак самата и група, да кажеме, на пациенти нели поспецифична и индикациите за спроведување на педиатриска респираторна физиотерапија треба да дојдат од педиатар или од некој друг специјалист кој што се бави со нивната проблематика, да кажам. Секако дека е малку потешко да се справат. Друг е и психолошкиот пристап за да може да се одработи ова, но сите ние знаеме како помали, кога сме били и ние, дека и нашите мајки дома спроведувале дел од ова, да речеме, перкусиона терапија или народско познато тапкањето по грбчето, да речеме, на детето, за да може да се испровоцира движење на белодробниот секрет од базалните делови, или горе кон дишните патишта, за да може да се искашла. Нормално инхалациите кои што може да се спроведат. Сето ова е, да кажам, и веќе познато, но за жал понекогаш ги занемеруваме сите овие, да кажам, третмани, па се насочуваме директно кон некаков антибиотски фармаколошки третман. Така. Јас сакав и друго нешто да ви поставам како прашање, иако е надвор од респираторната физиотерапија. Ние прв пат, јас 16 години работам во ординација, прв пат имам директно емисија со физиотерапевт, но кој што буквално ме извади од колоса, па и мене, верувам дека и гледачите, за луѓе кои што не толку често сме низ болничките ходници. Дали македонскиот здравствен систем ги препознава физиотерапевтите и дали ја цени нивната важност и улогата во лекувањето, третманите? Не зборувам нели за тимските работи кои што мора да ги работите заедно, туку токму за бенефициите кои што ги носи една физиотерапија. Тоа е една малку поголема тема и дури би требало да направите посебна емисија, морам да ви кажам, врска за сето ова работа. Физиотерапевтите во Македонија не се препознаени како самостојни здравствени работници и всушност од тука потекнуваат сите проблеми и на здравствениот систем, но и на пациентите, ќе ви кажам, од аспект на рехабилитација. Сите ние во различните профили, без разлика дали сме во здравство, секој пат имаме една, да кажам, специјализација која што ни го допринела своето работно искуство. Така да и ние терапевтите, како што кажав на почетокот, можеме да ги обслужуваме пациентите од урогинекологија до гериатрија, до пулмологија, на секаде. За жал, не сите установи имаат вработено физиотерапевти. За жал, заради тоа што всушност со тоа и не им помагаат на своите пациенти. Знаете како е, после секоја операција треба да има рехабилитација. Така. Се додека тоа не е достапно на пациентот таму каде што се оперира, е проблем за пациентот. И според мене пациентите треба да бираат каде ќе се оперираат или каде ќе прават било какви, да кажеме, интервенции, да имаат достап и до физиотерапевт. Секоја интервенција, да кажам, скоро секоја интервенција има потреба од физиотерапија. Дали тоа ќе биде во моментот, да кажеме, во процесот на постоперативниот период, или ќе биде можеби 10 или 15 дена во зависност од, сега да речеме, лутаме низ термините во моментов во интерес на интервјуто.
секој пат определена состојба има потреба од рехабилитација. Дури и советот треба да дојде од физиотерапевт за определена, значи ја можам да советувам во мојата професија. Така, ортопедот ќе советува во неговиот делокруг. Хирург нормално ќе ја советува, па ако има потреба од хируршки зафат. Така да, ова е една тема која што реков за жал и ретко кој ја отвара, и мило ми што ме прашавте, да кажам искрено. Јас сепак представувам и група значи представувам издружение, јас сум претседател на Македонското физиотерапевско здружение, кој што сме распространети, да кажам, на цела територија од Македонија. Имаме некаде околу 400 членови, но за жал, ќе кажам, тоа се луѓе кои што се иселуваат од Македонија, заради тоа што било кај да отидете од границите на Македонија, ќе си најдете работа како самостоен физиотерапевт. За жал. Испративме многу струмичани во Германија, бидејќи лично знам колку луѓе ми сконтактирале од Струмица, кои што се зачленуваат, ги посетуваат нашите курсеви кои што ги организираме, ги добиваат сертификатите и ја напуштаат државата. Што значи дека државата изгубила голем број на млад кадар кој што требаше да се грижи сега во овој период на ковид пандемија, а и во постковидот. Апсолутно. Веќе како субјект е регистриран како здружение, претпоставувам дека имате веќе канализирано и начални врски со здравствениот систем, за да може да циркулирате во апсолутно целиот систем. Како единки, нели, физиотерапевти. Нема слух. Не би коментирал повеќе. Така. Не сме никој пат приоритет. Така. Арсов, јас ти оставам еве простор за размислување и отварам нова тема со тебе. Извини што не ти персирам, но навистина тема која што е достојна за разговор и верувам дека многу од пациентите веќе заинтересиравме за дискусија. Таа ординација ви стои на располагање. Во наредна емисија ќе најдеме време и термин за повторно да се видиме и да снимаме и да не зборуваме само за респираторната физиотерапија, туку да зборуваме и за другите методи на лекување, вклучувајќи го, тргнувајќи од физиотерапијата. Да, следниот пат е исто така ќе ви кажам дека ќе биде нешто исто интересно и кој што е реткост. Ќе зборуваме за третманот на уринарната инконтиненција од аспект на физиотерапија. Така. Нешто кој што исто така ретко кој го работи во Македонија. Така, ми беше прва чест што ве запознав. Верувам дека и гледачите без прекен не следеа. Се гледаме во некое народно издание. Ви благодарам. Вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер. Се гледаме наредната среда со нова тема и нови гости.